Група од 5 ученика и 2 професори присуствуваа на првата мобилна средба во Полска, со што ги се почна активностите планирани за реализација на проектот. Целта на проектот е исто така да се покаже патот кон успешна кариера, да ни се помогне при изборот на идната професија преку креативни и преку иновативни методи на учење. И исто така како да се исполнат барањата на пазарот на трудот во иднина. Секако во проектот има планирано да се развие секој индивидуален ученик и да ги развие неговите вештини, како што се креативност, сигурност, јавен настап, одлична меморија, планирање и организација. За искуствата од посетата во Полска еве што изјавија учениците кои се дел од проектот. Имавме доста ефективен начин на соработка во Полска. Имавме доста голема соработка со другите ученици, односно со учениците од другите училишта. Имавме доста голема поврзаност. Дојдовме до големо сознание дека игрите како секојдневен дел од нашиот живот можат да помогнат доста во самата едукација на децата, како здравата конкуренција може да помогне во самата кариера на еден човек и во неговата подобра иднина. Кога патувавме во Полска, најпрво нашите ученици беа поделени во групи, а подоцна истите тие групи беа во меѓусебна заедничка работа. Исто така, најпрво ни беа презентирани презентации. Преку вакви средби, учениците се стекнуваат со нови знаења и искуства кои имаат за цел да им го отворат патот до успешна кариера. Стекнавме голем број на познанства со ученици од различни земји, меѓу кои Шпанија, Италија, Португалија, Романија, а и секако Полска, каде учениците и фамилиите во кои бевме сместени беа премногу гостопримливи и љубезни. За сите овие 7 дена представува позитивно искуство за сите нас. Преку разните игри кои што ни ги нудеше овој проект, успеавме да се запознаеме подобро со културата и традицијата на различни држави, а пред се најважна беше дружбата која што доминираше во сите активности кои што ни беа задавани. Исто така, последниот ден мораме да кажеме дека беше најтежок, бидејќи следуваше разделба, а разделбата беше полна со емоции. Проектот е предвидено да се реализира 2 години, односно до 2021, а до тогаш учениците ќе остварат средби со партнер училишта во Романија, Шпанија и Португалија. А во месец март 2021 е планирана посета на Кочани, со што ќе заврши проектот.